За 3 дена МВР во 3 одделни случаи во Југоистокот откри вкупно 37 мигранти на териториите на општините Гевгели и Конче, а 2 лица се приведени додека заедно се работи на утврдување на неговиот идентитет. Последниот случај со откриени мигранти се случил вчера во 6 часот кај населеното место Давидово, општина Гевгелија, која во патничко моторно возило Порше Каен со прилепски регистарски ознаки биле откриени 15 мигранти од Сомалија, Пакистан, Египет и Алжир. 5 часа подосна, полицијата на автопатот кај клучката Миравци приведе лице кое се сомнева дека ги превезувал мигрантните. Станува збор за 22 годишен жител од Скопје кој се барал за сторено кривишно дело кријумчарење мигранти. За кријумчарење мигранти ќе одговори 38 годишен жител од Штип. Него полицијата го фати кај брана Мантово Радовишко како во моторно возило Volkswagen Touareg со скопски регистарски ознаки превезувал 13 мигранти, тоа од Пакистан, Гана, Сенегал и од Бенин. Во акцијата во саботата учествувале полицајци од Радовишката полиција, но и од регионалниот центар за гранични работи Исток. Штипјанецот бил приведен и против него ќе биде поднесена кривишна пријава. Во општина Конче, во петокот се откриени мигранти во патничко моторно возило Санг Јонг без регистарски ознаки. Станува збор за 9 мигранти од Индија и Пакистан, кои биле во возилото на крстосницата кон брана Мантово, кончи населеното место Ракитец. При контролата и откривањето на лицата со нелегален престој во земјава, полицијата не го пронашла возачот. Информира дека се превземаат мерки за пронаоѓање и целосно расветлување на случајот. Сите 37 мигранти се спроведени во прифатниот центар Вино-Југ во Гевгелија. Од МВР соопшти дека се засилени контролите во Југоистокот, кој се посочува како едно од рутите за превоз на мигранти кон српската граница. До крајот на ноември минатата година, МВР имаше регистрирано околу 18.000 обиди за илегално применување на границата. Поднесено 36 кривишни пријави против 57 сторители кои вршеле кријумчарење мигранти.